Денеска сме овде тимот од Орла, уво, нос и грло оделение и мило ни е што имаме една убава новина. Како резултат на нашата тимска работа, денеска направивме 4 операции, 2 операции на деца и 2 операции на девојки. Се работи за тонзилектомии. Тоа се операции кои што тимот на Орала, ние 3 докторки, тука ни недостасува и докторка Маријана Костаранова, инаку јас доктор Тина Стојана и доктор Ленка Помјанска, почнавме со ендотрахеална анестезија пред 4 години. Мило ни е што досега успеавме да оперираме поголем број од децата. Предноста на целата анестезија веќе се покажа за тие 4 години и сите дечиња со таа проблематика ги оперираме овде. Меѓутоа, новината денеска е за која што ве повикавме дека се воведе еден нов апарат, тоа е ултразвучен скалпел. И исто операциите, тонзилоаденоидектомиите се работат во цела анестезија, со таа предност што овој скалпел овозможува истовремено додека оперираме да коагулираме и немаме крварење. За таа цел, бидејќи прв пат го воведуваме овој апарат во функција, денеска со нас е наша докторка од болницата 8 септември, доктор Никица Атанасова, која што ги започна овие операции, која што го води тимот на уво, нос и грло во Струмица и со нејзина помош ќе работиме во еден извесен период додека се совлада успешно техниката за користење на скалпелот. Сакам да кажам дека операциите беа успешни, пациентите се осеќаат добро, двете девојки на возраст од 16 и 18 години помина без никакво крварење, со доста пократко време на работење на оперативната техника и предноста е тоа што ваквиот начин на операции ќе се потрудиме да го прошириме во целост на поголема популација од населението. Почнавме со нова техника на нашето оделение, односно на хируршко оделение. Тоа е нов апарат, како што спомна колешката, скоро бескрвно оперирање на тонзилите. Посебно за децата тоа е важно, бидејќи мала количина губење на крв кај децата е многу важно и се трудиме тоа да биде минимално, а во овој случај стварно минимално, скоро бескрвна операција. За тоа што со самата интервенција со овој ултразвучен нож се сече, се коагулира и се препарира самата тонзила. Значи, за тонзилата немаме никакво крварење. Денеска ги работевме двете деца и поминавме прекрасно, се надеваме дека со Божја помош и понатаму ќе работиме до усовршување и да имаме не само за деца, него и за возрастни да ги работиме со оваа техника.